Добро вечер. Акцент на македонската телевизија. По денот на НАТО помина и денот на Европа. За 4 април отворен ден на армијата, за 9 мај поедок со амбасадорите. Се ближат месеците за одлуки во евроатлантските институции. Интензивни се средбите на релација Скопје-Атина за решавање на спорот за името. Клучниот услов за отворање на вратата на земјава во Брисел. Владата со став дека сега е најдобриот момент за надминување на разликите, опозицијата се жали дека нема доволно информации за процесот. На домашен план, политичките опоненти деновиве и во жестока пресметка за ангажирањето со работници на премиерот. Се чека најавената реконструкција, откако кабинетот на Заев ја преживеа интерпелацијата. Што го одолжува рекомпонирањето на министрите? Зошто ВМРО ДПМН имало право да го постави командант Флорина за министер, а СДСМ не може да го консултира командант Хоџа за безбедност? Зошто дома не се игра докрај со отворени карти за текот на преговорите за разликите за името? Во вечерашни гости, вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. И подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Добро вечер и за вас. Благодарам поканата. Благодарам што сте тука. Министерке, мај одминува, во јуни Европски совет, во јули НАТО самит, Брисел е јасен, решение за името, па датум за преговори и покана за членство во Алијансата. Берлин денеска преку РОД порача дека спорот мора да се реши оваа година, инаку статус ко состојбата ќе потрае со години. Ова веќе како делува и како притисок. Дали уште може да се држи високо надежта дека на Македонија ќе се отвори вратата во наредните 2 месеца, или пореален период за некако придвижување на процесите, сепак е да се чека втората половина од годинава, инаку најавувана како клучна во однос на евроатлантските интеграции? Нашата проценка уште минатата година беше дека првата половина на 2018 година е добар период да го дадеме нашиот максимум. Во поглед на активности, во поглед на предлози, во поглед на резултати. Се направено во 2017 ќе беше несоодветно. Зошто? Заради тоа што Македонија повторно требаше да се квалификува да оди на првенство. Еве да искористам спортската терминологија што ја користевме пред почетокот на интервјуто. Значи, нам ни требаше прво да ги покриеме дупките во поглед на остварување на политичките критериуми и во делот на ЕУ и во делот на НАТО. И за среќа тие беа истите. И во европските извештаи, и во НАТО заклучоците стоеше дека Македонија мора да понуди резултати во делот на слобода на медиуми, владење на право, администрација, меѓуетнички односи и се разбира во делот на човекови права. И фокусот наш на планот 369, на другите реформи во владата, беше да покажеме дека Македонија ги исполнува критериумите, за да можеме да се фокусираме и на прашањето околу нашите преговори со Грција. Мислам дека е јасно, овој период од годината не е доволен оптимизам. Треба акција, треба идеи, треба создавање на впечаток дека ова е важно прашање не само за Македонија и Грција, туку дека е ова важно прашање и за Европската унија и за НАТО. И мислам дека тој дел од работата е видливо завршен. Самите посети од почетокот на годината на Столтенберг на Македонија, Туск, Могерини, Хан, каде што е испратија пораката прво дека се импресионирани од напредокот во Македонија за помалку од 10 месеци. И второ, дека влезот на Македонија во НАТО, почетокот на преговори со Европската унија, не се само теми кои што се од интерес на македонските граѓани и македонските институции, туку дека тие ќе влијаат и на регионот и на она што ќе се случува во Европската унија и НАТО во целиот овој балкански дел. Така што мислам дека е јасно дека сакаме да направиме се што е во наша моќ, доколку е возможно такво решение да се случи пред јуни, односно пред јули. Во вториот дел од годината можно е Грција да оди на избори. Теоретски. Можно е утре грчките носители на одлуки да донесат одлука да се оди на некој тип на избори. Тоа ќе влијае на процесот. И затоа постојано велиме, се работи за преговори, се работи за две држави, се работи за две преговарачки страни и затоа е тешко да се прогнозира. Меѓутоа, ние треба да покажеме дека Македонија ги влечела паметните потези, дека Македонија понудила и испорачала резултати и дека согласно тоа
очекува и почеток на преговори со Европската Унија и покана за членство во НАТО, и јас така ги гледам и сите овие пораки во таа насока. Ви благодарам за овој воведен одговор. Николовски, вие како партија се изјаснувате дека ја поддржувате македонската интеграција. Неспорно е дека добивте пофалба до меѓународната заедница за враќањето во парламентот и за поддршката на реформските закони, но истовремено ви беше испратена и порака дека треба да продолжите со конструктивноста. Дали во наредниот период ќе видиме и подготвени ли сте како опозиција да го оставите настрана собирањето политички поени за сметка на државните интереси? Па добро, многу широко е како дефинираме собирање на политички поени. Јасно е зашто ние бевме надвор од собранието. Тоа е заради оној брутален чин кој што се случи на крајот на ноември минатата година, кога беа уапсени 31 лице, вклучувајќи 6 пратеници на ВМРО-ДПМН, без симнување на нивниот имунитет рано наутро од нивните домови. И тоа беше една одлука која што се донесе во тој период и која што одлука имаше своја причина во настаните кои што се случија, настани кои што беа остудени од јавноста и од различни институции, Народниот правобранител имаше реакција и така натака. Во изминатиот период ние се обидовме да покажеме дека тоа се пракси кои што не е добро да функционираат. Знаете, во Македонија има една чудна пракса. Министриве за внатрешни работи влегуваат нормални луѓе после 6 месеци и мислат дека може да контролираат цела држава. И за жал ја гледаме таа карактеристика кај актуелниот министр за внатрешни работи, кој што не беше спремен ни да се извини заради она што го направи со тие упади, апсења и така натака. Сметаме дека целиот овој политички притисок кој што му се случува на ВМРО-ДПМН во изминатиот период е јасно насочен и има јасна цел ВМРО-ДПМН да не може како опозиција да си ја врши својата улога и да биде ставена во ќош, да се занимава со човечки судбини, да се занимава со проблемите кои што им се случуваат на луѓето, и тоа е една јасна игра која што можеме да ја видиме на дневна основа. Во однос на реформската агенда, ние секако дека поддржуваме членство на државата и во НАТО и во Европска Унија, и во таа насока сите оние закони кои што се дел од реформскиот пакет сме спремни да ги поддржиме, дел веќе ги поддржавме во собранието, исто така на одреден друг пакет заедно со СДСМ работиме на усогласување на текстови кои што би биле прифатени и од власта и од опозицијата, и сметам дека тоа е една пракса која што е добро да продолжи во иднина, да се усогласуваат власта и опозицијата за клучните закони. Секако остануваат и одредени разлики кои што ги имаме и ги дискутираме, но повторувам, во овој процес добро е да имаме заеднички консензус. Каде ќе оди овој процес и што може да очекуваме се веќе други прашања. Секако не зависат сите ни од Република Македонија, уште помалку од опозицијата, но тоа оставаме да го видиме во следните 2 месеци како ќе се одвива. Јас себе само, ако може да се надоврзам, мислам дека е важна одлуката на ВМРО-ДПМН да се врати во собранието. Драго ни е што се случи и драго ни е што покажавме дека оваа влада по сите основи е различна од претходната. Еден од тие големи, крупни места каде што се гледа разликата е односот кон опозицијата. Јас се сеќавам на еден период кога опозицијата не учествуваше на работа на пленарни седници, на сите контролирани од владата медиуми во минатото се водеше кампања за сатанизација на опозицијата. Сега тоа никој во ВМРО-ДПМН не го почувствува. Не заради грешка, туку затоа што реално сметаме дека на Македонија и треба промената. И дека таа промена треба да биде видлива прво кај власта, се надеваме дека ќе биде видлива и во однесувањето на опозицијата. Ниту ви се броеше колку пратеници земале плата, а не се појавиле на работа, ниту се броеше колку штета им се нанела на Македонија. Сметавме дека со добар однос ќе влијаеме повеќе. Меѓутоа, да се зборува за поддршка на реформи, значи и дека треба да се прават договори околу клучни прашања. Ние и тука покажавме разлика. А тоа е дека почнавме диалог со опозицијата не само за теми каде што ни е неопходен нивниот глас, двотретинските, туку и на теми каде што оваа влада има доволно мнозинство и може да ги усвои законите. Но сметавме дека е добро и да направиме отстапки ако треба, ама да имаме закони кои што ќе бидат усогласени и кои што ќе покажат Македонија во едно позрело и по-сериозно светло.
Јас се надевам дека во тој дел ВМРО ДПМН ќе најде сила. Например, да го послуша советот кој денеска го чувме од германскиот државен секретар Рот, кој вели треба да продолжи работата на специјалното јавно обвинителство. За жал, околу тоа прашање, кај ВМРО ДПМН никогаш немаше ни елементарна волја да се прифати таа една сугестија која доаѓа и од луѓето во Македонија, но и од меѓународната заедница. И на крајот, мислам дека е неслучаен зборот кој што го употребивте визави апсењата кои што беа повод ВМРО ДПМН да излезе од парламентот, го употребивте зборот брутално. Брутално е делото кое голем дел од нив најверојатно го извршија. Бруталноста се случи во Собранието на Република Македонија на 27 април кон пратеници избрани од граѓаните на Република Македонија. И јас навистина се чудам како некој мисли дека за тоа никој не смее и не треба да одговара заради политички договор. Пазете, ние не нагаѓаме, сите ние шокирани имавме прилика да видиме како наши довчерашни колеги учествувале во организацијата и отвориле врати на луѓе кои што сакаа буквално да не утепаат. Побрутално. Амин. И мислам дека е видливо дека и Министерството за внатрешни работи покажа сосема различно однесување со минатото. И сега има кривични пријави против бивши функционери, министри поранешни во владата на ВМРО ДПМН. Никој од нив не е апсен и приведуван во 4 саат са вајда. Освен 31 човек во ноември. Кои што учествуваа во обид за убиство. Кои што учествуваа само себе во една реченица. Не, јас ви кажував, јас ви зборував за сите оние кои што се судат или се обвинуваат за кривични пријави, кои што се сериозни исто така, но не за упад во собранието и обид за убиство на не знам колку пратеници. И малку ќе се согласите дека се работи за многу различни работи кои со своји очи можевме да ги видиме. Сите тие луѓе имаат шанса да ја докажат, како што институциите имаат обврска да ја докажат нивната вина. Тие луѓе имаа шанса и да искористат правни лекови и најголемиот дел од нив се на слобода. Меѓутоа, да се зборува за министер за внатрешни работи после 11 години ВМРО не е вкусно. Почекајте барем малку. Не е вкусно. Да се зборува за злоупотреба на министерството и за барање некој да се извини. Сакате Оливер Спасовски, кој што беше внатре еден од таргетите за убиство, да се извини што сакаа да не убијат. Да се извиниме сите ние заради тоа што бевме нападнати. Мислам дека треба на овие работи малку повнимателни. И ние сме внимателни и не сакаме да ги отвараме темите, меѓутоа бидејќи ја отворивте, мислам дека некој навистина должи извинување на македонската јавност за војната во која што сакаше да ја втурне оваа држава. Повелете. Едно по едно. Прво во однос на односот кон опозицијата, убаво е вака декларативно, но имаме ние два факти во Република Македонија. Од една страна, власта има научено неколку добри флоскули, дипломатски составени, така натака, кои што се кажуваат кога се оди надвор пред дипломатски представници, така натака. Реалноста е сосем друга. Реалноста е брутален политички прогон против представници на ВМРО ДПМН, па така имате градоначалници кои што добиваат кривични пријави затоа што не подпишале наводно патен налог за да користат возилото, или имате градоначалник кој што добива кривична пријава и му се одзема пасош затоа што ја исчистил фасадата која што шарената револуција ја офарба, и имате еден таков организиран политички прогон кај што Министерството за внатрешни работи има даено насока до сите сектори за внатрешни работи да штанцаат кривични пријави, се прави после притисок врз обвинителството да тие се процесуираат, се со цел да се таргетираат членови на ВМРО ДПМН кои што се локални авторитети во своите средини. Така што тоа вака зборува за односот. Веројатно исто така зборува за односот е Министерството за одбрана, каде што се спрема една посериозна чистка на вработени во Министерството со новата систематизација и организација која што се спрема таму, или со овластувања кои што ги имате даено на луѓе кои што се, например, помлади соработници, и имаат право да подпишуваат на место на раководители на сектори, што е комплетно надвор од мерит системот кој што треба да се воспостави од една професионална администрација за која што се фалите дека сакате да достигнете во рамки на извештајот во Европската Унија. По однос на случувањата со 27 април, има неколку работи кои што се јасни. Првата јасна работа која што ја гледаме е дека желбата
кај одредени луѓе на СДСМ за одмазда не ја ни кријат. Значи, толку ниво има, толкаво високо ниво има на омраза и желба за одмазда, која што не ни се обидуваат да ја скријат. Факт е дека на 27. имаше немил настан. Но факт е дека имаше и денови кои што предходеа на тоа и кои што ја не ме прекинував. Ме прекинавте. Ова стварно би сакала да не продолжам да зборуваме затоа што иначе може да си направите сами со столи интервју и да ги зборувате работи. Значи, да се каже немил факт е настан дека имаше на убиство е стварно не се слагам дека имаше. Можда бев внатре, па малку реагирам емотивно. Вака. Пред мои очи се обидуваат да убијат луѓе. Прво тој настан имаше своја претходница, а тоа е носилување на демократија, кое што се случуваше изминатите неколку месеци. Второ, се избра незаконски председател на собрание, кој што точно се таргетираше да биде избран во 6 часот, иако сите знаат дека има протести помеѓу 5 и 7 секој ден, 70 дена, вклучително и тој ден. Очигледно е дека се сакаше да се испровоцира таму гневот и револтот на луѓето. Луѓето гневни, изреволтирани, влегоја, факт е дека се случи инциденти. А не им отворија врата? Мене ми е жал што се случија. Дали не им отворија врата, сакам да знам? Па тоа е дискутабилно дали вратата се отворила за некој да влезе или за одредена друга работа, но зашто да завршам. Да биде другата работа? Мене ми е жал тоа што се случи, но она што ми е многу повеќе жал сега е што гледам и кај Заев, и кај Шеќеринска, и кај Спасовски, кај определен друг број на луѓе да се одмаздат за оваа работа. Јас можам да разберам обични луѓе да сакаат да се одмаздат, комшија на комшија, пријател на пријател и така натака. Луѓе кои што водат највисоки државни институции, имаат највисоки државни позиции, да сакаат да се одмаздат, говори за тоа колку мали луѓе се. Јас во една прилика кажав да бев на местото на Заев, ќе понудев амнестија, ќе им простев на луѓето и ќе завршеше оваа тема, затоа што оваа тема го поларизира општеството на дневна основа. Ние на дневна основа имаме овдека поларизација. Ако целта на СДСМ е да продолжи поларизацијата, ова е патот и ќе треба ние соодветно да одговараме како опозиција. Ако целта е да има помирување, тогаш треба да имаме друг пат. Брутално да упаднете кај луѓе кои што имаат 3-4 деца са бајле во 5 дома, мислам дека е ништо друго освен желба за одмазда. Да притискате да се гонат за тероризам со секојдневни соопштенија кои што излегуваат е ништо друго туку желба за одмазда и финално сето тоа е плаќање на политичка цена за оваа влада која што имаме сега, затоа што Талат Џафери мораше да биде избран за председател на собрание. Ајде након со одговор за да одиме малку понапред во прашањата. Мислам дека се ова важни прашања, затоа што денеска слушаме дека е брутално да се апсат луѓе во 4 саат са бајле дома, а е немил настан ако некој некого сака да убие. Брутално тешка квалификација употребивте. Не, вие ги употребивте двата збора што ја ги спомнува, можда треба да си преиспитате зошто така ги користите. Некој брутално е во 4 сат. Вие мислите дека некој можеше да контролира дали кога некој ќе ве удри, погледнете ги сталаците. Дали ќе успее да ве убие или не? Видете вака, јас кажам што и се извинувам сега, јас сакам да довршам. Брутално било луѓе додат во притвор, што не беше во 2007, 2008, 2009, или вие сега сметате дека сте погрешиле што сте ги апселе луѓето и сте ги носеле во притвор со комплет камери и повикување на новинари, предпоставувам дека и денеска новинарот е сведок на тоа, кога ги викавте да снимаат како ги апсат. Тоа тогаш не беше брутално, сега е брутално. Но е само немил настан, кога некој со 4 кила стап ќе ве удира по глава. Немило ќе беше ако некој останеше мртов. Немил настан ќе беше ако некој од нас останеше парализиран. И денеска да се зборува за тоа дека некој намерно на емоции, јас кажав дека ми е жал за тоа што се случи. Емотивна. Јас само сакам да ви кажам дека имате втора позиција во државата. Семејства од втора позиција во државата не можете да одите на одмазда. Вие одите на одмазда. Да се слушаме. Ајде ќе ве молам да финализираме со сите изјави кои што ги дадовме. Јас лично бев на судење каде што се судеше еден од луѓето кои што учествуваа во насилството. И многу искрено кажав дека не мислам дека во оваа држава треба да продолжи циклусот на насилство и на одмазда. Но за тоа треба да постои одговорност. И јас ќе ви кажам, за мене многу помалку одговорни се тие кои што учествуваа од оние кои го организираа настанот. И ако има малку пристојност или научени лекции во врвот на ВМРО ДПМН, треба да побараат од Груевски и од тие кругот околу него што ова го организираше. Нека ја превземат одговорноста. Нека не се кријат зад оние кои ги платија за да убиваат луѓе.
И тогаш Мислам дека сум спремна да претешки дискутираме за... квалификации користите, тие луѓе имаат исто така семејства и да велите дека некој некого го платил за да убива некого. Значи, Мислам само ќе ме подсетам играте со дека не чувства. само нашите семејства. Значи, јас не верувам дека било Илјадници кој од тие семејства 31 гледа и не човек знаја кој ќе се врати бил платен дома. за било кого да убие, мислам дека претерувате и мислам дека е нечесно кон луѓето. Значи, јас кажувам нешто што вие имавте прилика да го видите со своји очи. Нашите семејства, пријатели и илјадници граѓани не знаја вечерта што ќе се случи на оваа држава. Не знаја дали ќе се вратиме дома. Апсолутно. За да денеска вие тоа го квалификувате како... И да денес како... вие тврдите дека се платени, е во најмала рака нечесно и е желба за одмазда. Чекајте, значи они се природно убици. Дошле да не убијат. Тие беа револтирани од тоа што вие го правите не, се 10 дена, прашувам вашите колеги вклучувајќи и тиранска платформа која што сега реализирате со ја отворија вратата. Со диво населје, со закон за јазици и така натака. Вие имате тиранска платформа усвоена, 27 април луѓе протестираа секој ден, беа револтирани. Тој револт вие го испровоциравте со изборот на Талат Џафери во 6 незаконски нелегитимно за претседател собрание. А случајно беше Никола Груевски во Виена тој револт еруптираше. И случајно телефонот на неговото обезбедување е таа реакција, но факт е дека вие го испровоциравте тоа. И затоа ја велам. Груевски ако сака да поднесе одговорност и да ги спаси тие луѓе, треба да покаже дека ги користел и тие што биле на терен и неговото обезбедување кое замислете со скршен телефон е денеска државен, за да не може да се види комуникацијата и кој ги издавал наредбите. Она што добро, е јасно... Молам да финализираме, да поставиме други прашања. Поднос на ова прашање, затоа што имаме сериозни разлики во концепт како треба да се поставиме. Само да знаете, тоа е круг и одмаздата ради одмазда. Ние тоа го зборувавме 11 години и токму поради тоа денеска ја чувствуваме одговорноста да не бидеме како вас. Јас тоа најодговорно го тврдам. Има луѓе кои не критикуваат дека забораваме, дека сме простувале, дека нашите акции и зборови се зборови на помирување. Но јас сум убедена дека е тоа исправна опција. Ајде сега да одиме малку во месеците. Она што е јасно е дека има обвинение, има судска постапка. Се 11 години и сериозни злоупотреби. Јас само да се вратам на Европската унија и НАТО, нам ни стоеше квалификацијата дека е ова заробена држава во која царе е корупција. Како да се борите против заробена држава, ако работите, не се менуваат? Како да се борите против заробена држава во која царува криминалот и корупцијата, ако нема постапки за борба против криминалот и корупцијата? Значи, тоа е она што мислам дека не е ЕУ и НАТО, граѓаните од нас го очекуваат. И како што гледате, ниту има партиска кампања, ниту има оцрнување и осудување на луѓето пред да заврши судскиот случај. Вие сега ги оцрнувавте. Кого го оцрнував? Тие што ги видов со своји очи. Нема да ме убедите дека не сум гледала. Се демантирате сам се. Од една страна викате конструктивни сме, нема оцрнување така натака, од друга страна да вратиме што кажавте пред 5 минути, велите дека некој некого платил некого да убие. Како? Потешка квалификација нема. Па луѓето сами за тоа зборуваат. Срамота е на студио, ви пишуваат пораки дека сте ги остави на цедило, сте ги викнале, сте ги организирале, сте им отвориле врата да влезат да не тепаат, а сега сте ги оставиле на цедило. Инсинуации кои што повторно кажат говорат за една работа. Да финализираме со ова. Дека степенот на одмазда во оваа власт или во највисокиот врв на власта е на апсолутно високо ниво и јас логиката на функционирање на оваа власт ја гледам само да се одмаздува. Тоа е најнизок човечки порив кој што го гледам. Се согласувам дека е најнизок човечки порив против кој секоја особено власт мора да се бори. Сакам да ви поставам прашање дали во владата на Република Македонија се случи сега една пресконференција налик на вашите кои што ги користевте за да секој кој што ќе ви проговори се оцрни. За да секој кој што ќе се спротистави биде дефиниран како непријател, биде дефиниран како, не знам, се сеќавате на црвените кругови, каде што лоциравте кој што прави, кој што збори. Вака се прашање ови општо. Не е општо, заради тоа што 10 месеци е важно. Ке ве замолам, ајде малку за другите теми што се планирани. Во делот на 27 тој извор на одмазда не можете да го сокриете. И стои како таков. Како е? Тоа? Го видовме до сега во овие 10 минути. Како тоа го видовте? Со ова што го кажавте, со притисокот кој што на дневна основа го вршите во обвинителството со јавните настапи. Како? Со кој јавен настап е да ве прашам? Вклучително и со овој јавен настап. Па ако може да ајде да ве прашам Николовски, да престанеме да збориме за тоа.
Како што сакавте да престанеме да збориме за бомбите, така и за ова да престанеме да збориме. Ако сте големи и ако сакате ова држава да не се поларизира, треба да престанете затоа што вие имате вина зошто се случи 27 април. Ако ние сакаме помирување во ова општество, тогаш треба да простиме. Ако не сакаме помирување, тогаш ова е патот и ние ќе користиме истата реторика и ќе нема крај. Кој ќе ни гарантира на оваа држава дека ако се помине сега, замислете да кажеме пупу не важи 27 април, не се ни случи. Кој ќе ни гарантира дека при секоја промена на власта нема да се најде некој кој што ќе сака со сила да спречи промена на власт или да добие промена на власт. Ние бевме 3 години на улица да протестираме. Еден чекор на насилство не беше превзет. Освен што се запали канцеларијата на претседателот, беа повредени со кој? Со што беа плочки од тротоар 26 полицајци, имаше обид да се влезе во владата. И кој беше амнестиран за сето тоа од вас? Не. Па ние да не одговара, кажете кој има одговарано. Има, ние сите сме. Кажете ми име и презиме кој е осуден за палењето на канцеларијата на претседателот. Во теке постапката судска. Во теке постапката на 4 години. Да. Добро. Па тоа вие бевте на власт. Па тоа зборува каков притисок врши. Јас само ќе ви кажам дека тој преседан, дека при промена на власт, колку пати оваа држава успеала барем транзицијата на власта да биде без никакво насилство. Тоа е преседан кој што утре на секој ќе му даде за право да мисли дека може со сила и со насилство да ја зачува власта или да ја превземе власта. За преседаните треба да се вратиме малку назад, но во исто време треба да се вратиме при секоја промена на власт, да мислиме што правиме, што договараме и како тоа ќе го револтира или нема да го револтира народот. Ај следниот сет прашања доволно беше за 27 април. Се согласувам за 27 април дека нема, меѓутоа јас само сакам да кажам, оваа влада излезе со многу јасна порака која дел од македонската јавност ја критикува. А тоа е дека луѓето кои што работат, на пример, во администрацијата, можат да бидат сигурни за своите работни места. И дека секој кој што постапувал согласно закон нема апсолутно од што да се плаши. И за тоа не критикуваат, но ние сметаме од многу од овие причини дека така треба да направиме. И заради тоа овој период е период на стабилизација на државата, затоа што не го правиме тоа што го правевте во 2006 година. Спор за име. Премиерот зајавили дека сега е најдобриот и неповторлив момент да се изнајде решение за спорот со името. Од последната средба на Димитров и Кодзијас во Солун нема барем за јавноста нешто ново, освен дека обсегот на употреби промената на уставот се најголеми проблеми. Дали овој превесна тајност може да се отфрли за момент и отворено да се каже што е подготвено Скопје да прифати, што да отфрли? Затоа што Атина е прилично потранспарентна, да наречам и поагресивна во соопштувањето на информациите. Грција и Македонија преговараат, но во некои работи не го имаат истиот проблем. Многу повеќе зависат работите во Македонија од тоа што ќе се случи, отколку во Грција. И второ, ние сме оние кои што треба да водиме сметка нашите преговарачки позиции, да не ги загрозиме со некои од нашите изјави. Инаку, истата критика во Грција, ако ја чуете опозицијската партија во Грција, таа ја критикува власта за недоволно транспарентен процес. Тие беа многу јасни со своите позиции, меѓутоа, околу деталите на преговорите, факт е дека во последниот период, реално двете влади, двајцата преговарачи, се трудат со изјави или со брифинзи да не го загрозат можниот процес на преговори. Ние имавме досега еден состанок за брифирање околу почетните позиции, околу ставовите. Мислам дека министерот за надворешни работи имаше една или две средби и со шефот на опозицијата заради брифирање. Ако ништо друго, присуствував на неколку покани за такви консултации. Ние дефинитивно ќе иницираме уште една таква средба тогаш кога ќе биде појасна ситуацијата. Меѓутоа ги чувме позициите и на средбата која што траеше повеќе часови и водиме сметка и за нивниот став, но сме свесни дека самите ни рекоа ваша е задачата, после тоа ќе го кажеме нашето мислење. Јас би сакала опозицијата, ако не помага, барем да не одмага, заради тоа што кога бевме опозиција, ние дадовме мандат на владата. Преговарајте и ќе го поддржиме секое решение кое нема да ги загрози
државните и националните интереси. И мислам дека е така добро за сите и за државата, мислам дека е добро дури и за партиите. Ке се трудиме така да го градиме односот и да не зборуваме едно во јавноста, а друго зад затворени врати. Ставот на ВМРО ДПМН е дека не прифаќа промена на уставот со цел промена на уставното име, но таа тема е на маса. Прва дилема, ако се отвори уставот, тогаш поддршката од вас веројатно ќе изостане, затоа што тако ви е ставот. Понатаму слушна ваши изјави дека не сте голем оптимист за тоа како се водат преговорите. Каде греши државата во водење на овој процес? Само кратко ќе искоментирам. Онолку што јас сум информиран, немало средби помеѓу министрот за надворешни работи и председателот на нашата политичка партија. Факт е дека имаш најави во медиуми, но не се случија такви средби, но небитно, интерес на јавноста. Во однос на позициите на ВМРО ДПМН, позициите на ВМРО ДПМН се исти, изградени уште од 2005 година. Тие се јасни, непроменети. Тоа е дека сметаме дека Македонија треба да стане членка и на НАТО и на Европската унија. Во таа насока мора да се разговара со Грција и мора да се изнајде решение. Тоа е решение не смее да значи промена на уставот со цел промена на уставното име. Не смее на ниеден начин да го загрозува македонскиот национален идентитет, именувањето на македонскиот народ, јазик и култура. И секое решение треба да оди на референдум. И тоа се исти позиции, непроменети целиот овој период. Во однос на промена на уставот, јас сега ќе говорам од она што го имаме во медиумите, затоа што немаме подетални информации. Во однос на промена на уставот, ВМРО ДПМН е апсолутно против, а мислам дека и СДСМ е против и дека тука нема крупна разлика. Не верувам дека постои сериозен политичар во Република Македонија кој што е спремен да го отвара уставот со цел да го промени името на оваа држава во рамки на уставот, затоа што тоа е највисокиот акт во кој што ја дефинираме ние државност. Доколку има такви обиди, сметам дека тие обиди не се водат и дека ќе направат сериозен проблем и прават сериозен проблем на постоењето на оваа држава како што ја познаваме. Слушаме дека грците инсистираат на таа работа, но работа на умешност е сега на нашиот министер за надворешни работи, затоа што очигледно сам реши да ја турка работава, ги презеде лично преговорите, да се спротистави на таа работа. Нормално е грчкиот да си ја брани позицијата на Грција, но македонскиот треба да ја брани на Македонија. Она што мене сериозно ме загрижува во целиот овој процес е нивото на подигнат оптимизам кој што почна на премиерот да го гради некаде уште лани лето, кој што сериозно расте и кој што создава очекувања, но и создава нервоза на двете страни. И тој оптимизам до одреден период мислам дека беше сојузник, сега веќе станува противник на едни сериозни разговори за решение на спорот за името. Така што ќе видиме кон каде ќе оди целата оваа работа, ќе видиме какво ќе е решението, ќе видиме кои ќе бидат позициите и врз основа на тоа ќе можеме да го кажеме нашиот став. Знаете дека постои вака една би рекол делумно прифатена теза во јавноста, дека Зоран Заев, нафаќајќи се да добие одредени подршки за дојде на власт, се нафатил на одредени работи. Времето ќе покаже дали е тоа вистина или не. Во овој момент, што и да кажам плюс од ова би било шпекулација, затоа што ги немаме деталите кои што ги има владата или ги има Министерството за надворешни работи, така што да оставиме простор времето да покаже што е вистина. Министерке, зошто опозицијата не е повеќе вклучена во овој процес? Јас бев присутна кога премиерот разговараше со председателот на ВМРО ДПМН, кога се одби можноста за уште една средба, бидејќи имаше некои обврски господинот Мицковски, и во таа прилика со своји уши ја слушнав понудата дека министерот за надворешни работи подготвен и спремен да го брифира на било каква негова иницијатива. Можете со сила нешто да земете, да дадете, не можете. Меѓутоа, сакам само два коментара да дадам. После тоа во јавност има причина зашто не се случи, затоа што министерот проба тука да се направи собствен пиар и... Значи имало иницијатива, ми потврдивте и вие, така? Не, во медиумите го правеше Не, јас зборувам дека потврдувате дека понуда постојала.
не се реализира, затоа што го пушти во медиуми, никогаш не побара средба. После тоа преку одредени други канали кажуваше дека тој не би дошол во нашата политичка партија и така натака. Така што лични хирови на министерот очигледно има овдека, претпоставам затоа што беше и заменик министер од ВМРО-ДПМН и амбасадор од ВМРО-ДПМН и советник на Груевски за НАТО и ЕУ на почетокот на мандатот на Груевски, така што тие се работи кои што ги има министерот. Благодарам што ми потврдивте двете тези. Се извинувам, ама јас зборував. Двете тези само една лидерска двете тези ми ја потврдивте. И мислам дека треба претседателот на владата да разговара со лидерот на опозицијата, а не министерот за надворешни да разговара со лидерот на опозицијата. Значи јас, ако бевте повнимателен, ама не бевте ни вие кога ги кажувавте, ми ги потврдувавте тезите, јас кажав дека двајцата премиерот и претседателот на ВМРО-ДПМН разговараа за оваа опција. Така што паѓа во вода тезата првична дека немало иницијатива. Не потврдивте дека имало иницијатива. Идејата е би било да седнеме како што седнавме на крајот на јануари. Ми ја потврдивте тезата, дека оваа влада не тера партиска политика и партиски интереси кога води сметка за човечките ресурси кои Македонија ги поседува. И ви благодарам што ми ја потврдивте тезата. Да, Никола Димитров беше и функционер во влада од ВМРО-ДПМН. Ние сметаме дека Македонија мора да ги искористи сите луѓе кои можат да ја помогнат во целиот овој процес. И двата коментара што јас сакав да ги кажам е еден апропо оптимизмот, а вториот апропо преговарачите. Јас се сеќавам на една реченица која неколкумина ја кажа за време на интерпелацијата на влада, неколкумина пратеници од ВМРО-ДПМН, дека планот 369 ќе видиме дека доживеал дебакл. После 2 или 3 недели дојде извештајот на Европската комисија, кој што покажа дека интерпелацијата не само што била дебакл политички, туку дека излегла со тези кои што не држат. Сега ќе ви кажам само неколку работи. Превземени чекори за решавање на заробената држава, подобрено демократско владење. Политиката минува низ значителна промена со обновен дух на надеж и отвореност. За неколку месеци земјата стана фактор на стабилност во регионот. Интензивирани се напорите на државата како сериозен партнер, превземени одлучни чекори да се владеат независноста на судството, добар прогрес во реформи на јавна администрација, пристап до информации за јавност и новинари подобрен, климата за слобода на медиуми и слобода на говор е подобрена. А ВМРО-ДПМН 2 недели пред ова вели планот 369 доживува дебакл. Не рече ВМРО-ДПМН, рече Бујар Османи, кој што кажа 42% дека е реализиран во документ кој што го имаше тој подпишан. Јас може да си ја погледнете седницата на парламентарната седница за интерпелација и да изброите колку пратеници на ВМРО-ДПМН го употребија, како и секогаш користите слични формулации, дебакл на планот 369. Еве го планот за 369 ефикасност. И втората работа која сакав да ја кажам е дека многу е важно кои ќе бидат преговарачи за едно многу чувствително прашање. Една реченица ќе кажам. Многу е важно кои се преговарачите и на вистина сметам дека Македонија многу по сигурно се чувствува кога гледа дека преговарач за вака суштинско прашање е Никола Димитров, а не Сашо Мјалков, кој сватиливме дека бил преговарачот во најсуштинските моменти за преговорите за името. Толку за сериозноста по ова прашање. Околу 369, мислам дека не е добро да го браните Бујар Османи од причина што јавно јас лично ги изнесов фактите, а тоа се дека успеа да реализира 42% од планот 369 во тие 9 месеци. Си даде уште 2 месеци, пак не го реализира цел, реализира 90%. Како сега се 11 месеци? Ама сега ја не ме прекинував, ќе стигнам на тоа. Прекинавте? Не, реков сам си даде уште 2 месеци и стигна до 90%. Понатака, планот 369 е еден сет на небулози, кој што јас него во една друга емисија му и кажав, еве ќе кажам дел, избор на јавен обвинител, на членови на судски совет, на совет на јавни обвинители, пополнување на дипломатско-консуларни представништва и меморандум за соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда и јавно обвинителство. И јавно обвинителство се реформи во Република Македонија. Значи, министриве и претседателот на државата да одат со бајлена работа се реформи во Република Македонија. Па да ви кажам, ако премиерот доаѓал претходно во 12 или во 2 попладне, реформа е кога премиерот доаѓа во 8 саба. Познат стил, пошто немате аргументи. Продолжувам јас со аргументи. Пошто 11 години го гледавме у еден како доаѓа на работа. Не успеа да ги реализираат затоа што
има јасна индиција која што Бујар Османи никогаш кредибилно не ја демантира, дека е на линија и во соработка со Дитмир Бушати, министерот за надворешни на Албанија, со цел да се успори нивото на реформи во Македонија, за Македонија и Албанија да се во исти пакет за добивање на датум за преговори со Европска Унија, што се потврди, имајќи преди дека извештајот 2 дена се одлагаше, затоа што Франција и други држави не сакаја да се согласат Албанија да добие препорака и ја доби препораката затоа што нивото на реформи во Македонија не беше на тоа ниво. И трето, имаме позитивен извештај, како и 9 години претходно, имаше 3 услови да се добие позитивниот извештај. Да се спроведат избори, да се спроведе Пржинскиот договор и да има реформи. Позитивните се по однос на изборите и на Пржинскиот договор, во кој што учествувавме ние. По однос на реформите има многу сериозни критики, само во 6 поглавја има позитивна оценка, сите други се тројка, двојка или единица. Така што тоа говори за тоа колку има капацитет секретаријатот за европски прашања да си ја брке работата. Планот 369 не е план морам да одговорам и на не тоа. е план на секретаријатот на владата. По однос на преговарачите, дали ние се чувствуваме комотно со еден или друг, може би треба да прашаме и на другата страна како се чувствуваат комотно. Гледаме сега во медиуми имате одредени несогласувања со министерот за надворешни работи. Дел вака извори говорат дека би сакала грчката страна повеќе вас да ве види како преговарачот колку Никола Димитров заради поголема флексибилност во работите. Проблемот со Никола Димитров решавајте го внатре, немојте да го прекашувате. Вие го имате проблемот, сега љубоморно велите, он беше наш сега. Не, очигледно имате проблем со него. Кажете еден податок. Па сега не знам. Еден податок. Не знам дали или е тезата како конспирацијата со Албанија. Ќе ви кажам 3 податоци. Тоа што се случи во Вашингтон со амбасадорот, тоа што пробавте да го направите со амбасадорот во Анкара, па после тоа реагираше турската држава за го ставите во делегација, тоа што се случи со амбасадорот во Стокхолм и така натака и така натака, и што си водите, па еве ќе кажам, си водите своја агенда надвор од воспоставените пракси и правила на МНР, очигледно проблем имате личен, дури денес премиерот Заев мораше да ја убедува јавноста дека немате, па даваше изјава, ама тоа решете го внатре, не го препорувате цела држава да дискутира за таа работа. Да си функционира во спрега, да си нарача прашање и после тоа да си го користи прашањето како теза. Слично како ова со премиерот Заев денеска даде изјава дека вие и Димитров немате проблем. Со што потврдува дека постои проблем затоа што човекот треба да кој е крунскиот доказ дека некој поставил прашање? Значи крунскиот доказ е дека некој поставил прашање. И тука ќе се согласам со вас ова. Е дека постои сериозна нетрпеливост и дека таа се гледа и во начин на кој што функционира целата работа. Една од причините што се обиде целиот овој процес да остане само во Министерството за надворешни работи се и проблемите кои што постојат натре во владата. Ако не е во МНР. Да биде кај Сашо Мијалков повторно? Видете, кај Сашо Мијалков не може да е, затоа што човекот не е во политика одамна. Не зборувам за новиот шеф на ДБК да биде. Може да е сега кај Зоран Верушевски или кај некој друг, кој што се активни, или кај командант Хоџа, кој што е активен советник на премиерот Заев. Ама тоа не се случува. Ние дознавме дека шефот на ДБК, а имате двајца советници на премиерот кои што се на црна листа како рековте ќе ми одговорите после, може да добијам шанса. Потенцијален коалиционен партнер кој што исто така е на црна листа на САД. Ајде да почнеме со Америка или сте против Америка? Ајде почнеме со првата. Само почнеме со првата конспиративна теорија. Со НАТО и ЕУ сите фигури во влада ги бираат по тоа дали се на црна листа на Соединетите американски држави или не, препорака е да бидат. Вие пратеник ни предложивте и избран и го величате како херој. Не е на црната листа. Значи осуден од Хашкиот трибунал кој што го поддржува. Ама на црна листа вие потенцијалниот коалиционен партнер кој што ќе правите реконструкција на него. Потенцијалниот партнер, меѓу другото, е оној или советник кој што го критикувавте, кој што Груевски го чекаше на аеродром, го гушкаше и ја бацуваше земјата. Кој што не беше ништо во владата на ВМРО да помогне. Да, заради тоа што моравте да го наместите да не ви стане противник. Партија, така што тука Ајде да почнеме со многу важните конспиративни теории. Како велите, заради Македонија успорила со реформите за да Албанија може да не стигне. Така беше тезата конспирација. Ајде тогаш да ми објасните како можеше, заради која конспирација и заради кои држави во 11 години влада успеавте Македонија да го изгуби чекорот и со Србија, и со Црна Гора, и со Албанија. За кои интереси работевте и кој чекавте да не стигне? 11 години ништо. Второ,
Велите дека реформите кои што биле во планот 369 биле незначајни. Зашто? Заради тоа што глупости уште поубаво. Избор на јавен обвинител. Па пазете. Реформа, значи собраниево да си ја брка работата, пратениците додат на работа и да гласат. Или решете дека ќе плачите секој пат кога некој ќе ви се вмеша во збор, ама немојте да се слушаме. Реформа. Или обратно. Николовски, ве молам, ајде се слушаме. Не може да е реформа, дојдете со валена работа. Ќе збориме паралелно. Ајде се слушаме. Значи, за разлика, реформа е кога луѓето во владата доаѓаат на работа не во 12 и во 1, особено премиерот. И тоа е реформа. Па се од 10 до 2 слушаме работата. Да, тоа е така заради тоа што вие така мислите и така лажете. Факт е, цело Скопје знае дека премиерот Груевски тогаш доаѓаше на работа во 1 или во 2. Као што сега цело Скопје знае дека во еден хотел не може наред да фатат во теретана од сите владени административци и министри во тек на работно време. Ако имате, аманот зборови само. Па излезете со слики. Ќе видите. Втора промена е за разлика од тие многу реформски капацитети на вредната влада, имаме седници на собрание, па и пратенички прашања кои замислете, ги имаат министрите и премиерот на време таму. Не може да се собере пратеничката група на ВМРО ДПМН. Но најважно од се, избор на јавен обвинител, кој нема да биде Марко Зврлевски, Шврговски и Јован Илиевски, за кого лично лобиравте и слушаме сега, и пари биле вмешани во тоа, тоа е едно од најголемите реформи во Македонија. Не е реформа донеси само закон, се согласувам тоа со вас. Клучно е да изберете јавен обвинител кој нема да биде заедно кум на свадба со Сашо Мјалков или сегашниот шеф на ДБК. Реформа е да изберете човек кој што доаѓа од фелата, а при тоа нема 1001 лични релации и обврски кон партиската елита. Реформа е да изберете такви кандидати кои што ќе обезбедат функционирање на институциите и да не се лажеме. Знаете кои беа реформите од Македонија кои што се очекува овие 10 месеци? Пржинскиот договор кој што го подпишавте и не спроведовте ништо, со исклучок на носење на законот за специјално јавно обвинителство, кое секој ден после се трудевте да го обструирате. Токму реформите на демократско владење, стабилност, реформи на администрација, реформи во медиуми, реформи во судство, се реформите кои од нас се очекува. Не се очекуваше реформа во фитосанитарна инспекција, затоа што овие работи во Македонија беа најзагрозените. Какво поглавие ќе отварате ако вие имате ситуација во која што судија по телефон од секретарката на премиерот добива налог како да пресуди? Имате подолг монолог. Какви реформи има во судство, например, да кажем? Очигледно е дека јас читам само и оваа влада, како и претходни, после краток временски период од 3 до 6 месеци ги гледа бенефитите на еден непринципиелен и неформален брак помеѓу власта и судството и власта и јавната администрација. Значи, имале брак? Тоа значи дека, ако сака да збориме за минатото, можеме да збориме и кога бевте во СДСМ во време на Бранко Црвенковски, и на Хари Костов, и на Бучковски, така натака. Сега враќаме назад, можеме до утре. Да гледаме напред, затоа што вие сте сега влада, а ВМРО е опозиција. Затоа што ВМРО е опозиција, не може, а да не стане очигледно, дека во оваа држава нема ни еден член на СДСМ или на ДУИ кој што се влада, кој што е под било каков судски прогон или процес, што значи дека најчесните луѓе во оваа држава се во владата на Зоран Заев, а го гледаме на снимки како си бара евро за брат му, евро за него и евро за црквата. И очекуваме тука да има ослободителна пресуда како тргнало македонско судство, затоа што ние тоа што гледаме уствари не е така. И тоа се обидува тој да ни манипулира сите нас овдека граѓани кои што со своји очи гледаме што се случува. И факт е дека тоа постои, како што постојат нарачки да преку 200 луѓе бидат под прогон во секое место, во секој град и село, затоа што се тие локални авторитети на ВМРО ДПМН. И можете да се продолжите со овие најцрни пракси на комунизмот. Кажав и на почеток, секоја одмазда раѓа нова одмазда и тоа е еден круг кој што никогаш нема да заврши. По однос на останатиот сет на реформи, можеме да зборуваме за економијата, каде што имаме 0% раст, имаме покачени давачки, дали е во дел на акцизи,
за дизел гориво, дали е во делот на останати давачки кои што ги даваат фирмите и за кои што почнуваат гласно да се жалат. Можеме да зборуваме за реформи во јавна администрација, каде што комплетно, како и во Министерство за одбрана, со овластувања кои што вие ги подпишувате, се прескокнуваат 10 скалила и луѓе кои што се помлади соработници подпишуваат наместо раководители на сектори. Тоа се реформите кои што оваа влада ги прави. И најголемите реформи, ајде многу кратко. Сега ќе ви кажам, имам уште по две прашања, и ќе мора да завршувам. Во делот на овластување. Тебе секако вие би постапиле да сте на моје место. Доаѓате во ситуација Македонија да ја представува во една регионална иницијатива, човек испратен од претходната власт, во постапка во која што конкурирале и многу други луѓе, оди таму, има добра плата, ја представува државата, и јас добивам извештај, писмо од тамошниот командант, кој ми кажува дека не ја врши својата работа, дека се однесува несоодветно, дека е облечен, пазете, непристојно, и дека има слабо познавање на англиски јазик, што е основниот услов за да биде пратен. И сега што е? Истите луѓе кои што направиле постапка за избор, во која не се знае ништо. Никој конкурирал, никој пиел, никој плаќал, никој ги исполнил условите, сега тие повторно да учествуваат во тие одлуки. Притоа, на никој не му е одземена ниту загрозена позицијата. Еве ќе ви кажам и втор пример. Вака, ако Министерството е така, вие имате властување да реагирате, а не да го рушите системот. Јас не го рушам системот, јас само сакам луѓето... го рушите помлад соработник да подпишува место раководител на сектор. Знаете ли колку раководители на сектор нема во министерство? Знаете ли колку раководители на сектор и оделенија не се пополнети? Си има постапка во која што може раководител на сектор да биде променет. Знаете ли колку раководители на оделенија и сектор се оставнети упразнети места? И знаете ли дека во Министерството за одбрана имало една личност која била со овластување, значи ова што го критикувате, функционирало цело време, раководител на 2 сектори и шеф на кабинет. Вака се, вие сте влада и вие треба да ги пополните доколку се празни и да не повторувате лоши практики доколку ги имало. А вие ги повторувате лошите практики помножено по 100. Ајде да ве прашам, како, например, си објаснувате дека оваа држава искористила дел од парите што ги дава Америка за да испрати луѓе да се обучат за пилоти на 4 годишно школување и при тоа човекот кој што го испратила со желба да добиеме стварно капацитет, да нема подпишано договор, да не е вработен и утре да немаме апсолутно никаков инструмент да го искористиме тоа за ресурси во државата. И сега ова ви го кажувам од последните 5 дена. Кој го направил тоа, најдете одговорност, има соодветни казни во рамки на законот, а не вие да го рушите системот напред. Не е така. Како? Не е реваншизам доколку имате податоци. Реваншизам е да му даете кривична пријава на градоначалникот поранешен на Прилеп дека е исчистил фасадата која што претходно е офарба шарена револуција. Тоа е реваншизам. Реваншизам е да даете кривична пријава на директор на јавно предпријатие, локално, затоа што мобилниот телефон го вратил на 5 мај, а не на 30 април. Тоа е реваншизам. Знаете што ќе беше? Да излезам, уствари немаше да биде реваншизам, можда ќе беше паметен потез, да излезам во јули и да кажам колку мобилни телефони во свој посет на не знам кој начин ги имал шефот на кабинет на Јолевски и еве уште се мачиме да ги врати, да благоизволи човекот да ги врати. Ке беше реваншизам, меѓутоа можеби вие ќе го толкувавте како реваншизам, а ќе беше оправдано некој од вас да излезеше и да кажеше како е возможно толку пари да се дадени после поплавата во Стајковци, оправдано се дадени, да се поправи една машина важна за справување со такви ситуации, ден денеска да не е исправна, а сите пари на фирмата да се исплатени. И вака можам да поведуваме. Ама вие на секоја ваша постапка вие велите тоа е одмазда. И сега спремате 300 луѓе да испуштите од армијата и од одбраната. Најодговорно ви тврдам дека никој човек нема да остане без работа. Така како што кажа и премиерот, така како што кажа и министерот за информатичка технологија. Премиерот баш не се го држи зборот, затоа што има стотици луѓе кои што останаа без работа откако е тој премиер. Знаете кои се останати без работа? Тие кои што со договори за дело сте ги држеле во феудален однос. А тие не се луѓе? Не, ама тие немаат работен однос. Не, тие имаат работен однос и вие им го прекинавте и си ставивте други ваши луѓе таму за да имаат договор на дело. Дали јас требаше дали требаше да продолжам договор за дело во убав износ на личност која што во моментов работи во Народна банка на Република Македонија, која и онака има голема плата,
но продолжила цел период во Министерството за одбрана Јас знам да стотици има примери кај што над останаја 500 без евра. леп дома затоа што не работи ни сопругот, ни сопругата, имаат мали деца. За такви ние зборуваме. Нели им ветите дека на Европската комисија дека ќе ги трансформирате сите оние на нередовно примени во редовно примени. Ја пак ви кажав, ние можеме за владењето на ВМРО и на СДСМ претходно да разборувам. Вие сте влада сега, вие имате добиено доерба да ја водите државата и ја водите погрешно. Ако ништо друго, денеска Николовски, вие знаете колку луѓе работат во администрацијата. Знаете кои се луѓето кои што се ангажирани. Знаете за колку пари се ангажирани. Вие денеска овдека седите и имате дебата со представник на владата. Знаете кога ние можевме да добиеме дебата со представник на владата? Никогаш. Знаете ли кога премиерот предходен, технички, излегуваше на пресконференција? Можеме да зборуваме, не е проблем. Еве го Европска комисија за не е проблем да зборуваме за минатото, но тоа што треба да отвориме многу работи. Не е само за треба минатото. да отвориме. Ајде за денес да зборуваме. За нешто најтазе, за ангажманот на ќе ми дозволите, бидејќи сте вие новинар, да ми кажете дали грешам во информацијата дека денешниот председател, сегашниот, не е бившиот, не е пред 11 години, сегашниот председател на ВМРО ДПМН, кога организира пресконференции, се снима самиот со камера и ви ги праќа на медиумите. Не, јас ви говорам дека е неточно и тоа ви е спин. Чекајте, нема таква пресконференција. Нема пресконференција каде што самиот се снима себе и ги праќа за тоа што сите поканети и ова е уште еден спин од овие спинови. Значи вие сакате да ми кажете дека ќе се извините ако постои ситуација во која што тој ги плаќа. Прашувам еве, може не сум во право. Можеме да зборуваме за може да ми каже дали добивате снимки готови на кои не сте повикани за можеме да зборуваме за состојбата во медиумите. Факт е. Не, ова не е состојба во медиумите, ова е состојба во ВМРО ДПМН и нивниот однос кон медиумите. Не, факт е дека се што е медиум кој што е провопозиционен, во моментов не може една реклама да добие од било која нормална фирма во оваа држава, затоа што директно им кажуваат дека се плашат да рекламираат. Ја не викам дека вие лично сте го направиле тоа, но системот кој што е створен создава тоа да вие не можете да имате нормален маркетинг на било кој медиум, затоа што фирмиве се плашат дека доколку логото на било која фирма е на било кој провопозиционен медиум, утре ќе му дојде УЈП, пазарна инспекција и така напред. На која фирма така и дошло УЈП? На десетици фирми кои што замолуваат да не ги кажуваме вака јавно и гласно, затоа што се плашат дека скроз ќе бидат утре затворени. Ајде еве, бидејќи ја спомнавте економијата. Од што се плашат? Се плашат од тоа што сметките државата после 11 години почна на време да ги плаќа. Се плашат кога гледаат на 6 пратеници дека им се влегуваат дома, кога гледаат и си велат ако на 6 пратеници им влегуваат дома без да им одземат мандат, мене обичен бизнисмен ќе ме затворат за 2 дена, а и слушаат како се затвораат по градовиве. Сега ќе ве прашам, се сеќавате главната критика која беше на бизнисот? Ама вие пак за минатото. Не, сега гледам. Јас зборувам за промена. Денес се случува наменски инспекции за запарање на фирми. Тоа го има. Прочетете низ Македонија ќе ви кажам. Еве сега што ќе кажете, дека ДДВ-то и повратот на ДДВ на фирмите веќе не е тема за која комора или фирми дискутираат како проблем. И велат, фала Богу, чекајте, како казните да не може он да ја плати казните, знаете колку Ставревски зема кредит 200 милиона само да им ги врати долговите? Сега менувате темата. Јас зборувам за политички притисок врз стопанството за да не финансира медиуми кои што не се провладени. Во кои телевизии, во сите, не само телевизии, туку и медиуми кои што не се провладени. Например, во исто време има една нова телевизија која што сега се отвори, која што е преплавена од реклами, која што не може да постигне и која што оди во една компанија и вели, треба да ми даете за следната година X буџет. Овие велат, тој буџет кој што вие го барате за реклама е 2 пати поголем од нашиот вкупен буџет за рекламирање. Тие велат, добро, утре ќе ти дојдат тие. Можам јас вака да дојдам? Не, ова е работа, овие кои што не гледаат знаат за што се работи. И како знаат многу за што се работи и ова се чувствува. Фирми кои мораат да рекламираат, например, во Нова. Ова се случува и во Скопје на внатрешноста. Дали сте разговарале со фирмите и дали можеби ви објасниле дека единствената разлика од претходно е што сега не им се јавува ниту Протуѓер, ниту Кирил Божиновски, дека треба да дадат милиони евра на Нова. Сега е што сакате целосно да воспоставите еден систем на контрола и ваков систем на контрола не постоел досега. Ние немаме печатен вестник во Македонија кој што е провопозиционен. Кажете ми вестник кој што е провопозиционен во Македонија. Вие ќе ми зборувате за печатените медиуми во Македонија. Па нема вестници затоа што вие ги затворивте, затоа што направивте притисок врз собственикот. Кој е затворен? МПМ се затвори цел, знаете како притисок направивте, вие бевте на власт.
Не, тоа беше во периодот кога беше сигурно дека вие ќе формирате влада, април, мај, веќе беше известна работата и вие направите притисок да се затворат 3 вестници. Ние немаме денес проопозиционен вестник. Значи се сеќавате кога штрекува работените во МПМ. Се сеќавате кога беше најавено дека ќе се затвараат и кога се затворија. Под притисок кој што вие го извршивте и кој што притисок резултираше со затворање. Кој е притисокот? Тоа дека објавивме како сте сакале да ги уредувате? Притисокот беше врз собствениците на тие медиуми кои што добија избор или и го избраа полесниот избор. Еве што пишува за медиумите. Еве што пишува за медиумите. Ама вие можете сакате да читате таму, ова се факти ако што ви кажам. Значи Европска комисија зборува глупости. Тоа сакате да кажете. Не, Европска комисија ви дава буст да бидеме искрени пред луѓето, ви дава поттик, мотив, како сака да крстите го, да го решите проблемот со името. И се додека тие мислат дека имате просто да го решите името, ќе ви пишуваат фини извештаи. Во моментот кога ќе не го направите тоа, ќе видите какви извештаи ќе добивате. Ајде да ве прашам, што се случува кога еден граѓанин денеска ќе уклучи некоја телевизија? Еве оваа телевизија која ќе уклучи, што ќе види? Провладин медиум. Ова е национален сервис и мислам дека е некоректно да ги Не, јас ве прашувам. МТВ беше и се уште трпи сериозни критики заради несоодветно известување. Нема да кажувам само тоа е ваша оценка? Не е моја оценка, тоа е на ОПСЕ ОДИХР оценка и на сите на Агенцијата за медиуми под раководство на ваш кадар, која што вели дека не давале баланс. Ама не ми беше целта, извинете. Не би сакал да зборувам за МТВ затоа што сме гости тука и мислам дека е непријатно. Ќе вклучите било која телевизија. Со било кој друг Сител ќе уклучи и ќе помисли дека стварно се фали владата. На Канал 5 се фали владата. На новинарите кои ќе дојдат на пресконференција им се вика шуш. Колку вие го инструментализиравте помеѓу другото и специјалното јавно обвинителство, да покренува гледате како бегате од темата. Не, поврзани со медиумите. Да покренува истраги против собственици на медиуми или луѓе поврзани или блиски до медиумите. Спомнавте Сител, спомнавте Нова, знаете кој има судски процес? Не, сега да ве кажам. Знаете кој има судски процес? Јас зборував и кажував дека 8 од 10 вести се нарачка од влада. После спомнавте уште еден медиум кој што ги виде овие другиве два примери. Кога ги виде двата примери, па вие пуштате таа телевизија. Мислам дека владата уште од фрижидерство не излегува. Која телевизија? Една од трите кои што ги спомнав. Значи јас ви ги кажувам сите телевизии. Ја ви ги кажувам сите. Јас само ве подсетувам. Е дури вака непријатно. На кое ниво владата има направено контрола Алфа и така натаму изминативе 11 години. Во односно состојбата во медиумите во овие 11 години, јас на почетокот кога бев избран имав едно гостување, каде што кажав дека тоа што ВМРО ДПМН не учествуваше на дебати и имаше однос каков што имаше кон одреден дел на медиуми, е грешка и за тоа се извинив. И тука нашето завршува, сега сте вие власт. Ние доаѓаме за разлика од вас. И вие сте 10 пати полоши од ова што го зборувавте досега. Зошто? Ние 10 пати помалку доаѓаме. Затоа што ваква контрола ние не држиме пресконференции. Ние им забрануваме прашања на новинарите. На дебата со мене и одлично е што дојдовте на дебата со мене, ама ако паралелно правите притисок на еден дел од медиуми да свртат уредувачка политика, а на втор дел медиуми кои што не свртеле никој таму да не рекламира за да не може новинариве да земат плата, тоа е притисок. И дали ќе се извините, како што еве сте извиниле дека не учествувате на дебати 11 години, дали ќе се извините за политиката на корупција на медиумите со пари од буџетот преку владиното рекламирање кое сега прекина. Политика на корупција на медиумите мислам дека е претежок збор. Така пишуваше во сите извештаи на сите организации, вклучително и ОПСЕ ОДИХР. Во цела Европа постои систем на еден, друг или трет начин на поддршка на медиумите и еве сакам да отворам овде, мислам дека заеднички треба да поработиме и како опозиција и како власт да одработиме еден закон пред се во делот на печатени медиуми, затоа што имаат сериозна криза и мислам дека треба да добијат субвенции од државата за да останат да функционираат како такви. Да стои уште потврда формулација дека владата нема да се рекламира на медиуми. Едно е владата да се рекламира, друго е даваат субвенции од буџет за медиуми и мислам дека треба медиумите да добијат субвенции од буџетот затоа што тие се медиумот преку кој што не само политичарите, туку целата јавност комуницира. Ама истиот предлог на пржинските договори, заедно сработиме како закон. Знаете од кога беше? За време на пржинските преговори, Сдруженијето на новинари Ја не учествував на пржинските преговори, вие учествувавте, јас сега го давам како предлог. Јас знам заради тоа што колегите наши реферираат. Јас не бев член на преговарачкиот тим во делот на медиуми, меѓутоа кај нас реферира. И врз база на предлогот на Сдруженијето на новинари на Македонија се дискутираше околу можноста за субвенции. Во тој момент, во
ВМРО ДПМН беше против. Можда сега се денес променило, ВМРО ДПМН одлично. во делот на печатени медиуми е затоа што печатените медиуми се во изумирање, печатените медиуми заради промената на стилот, интернет и така натака, имаат сериозна криза и треба да ги поддржиме. Добро, може ли да поставам прашање? Иако сте сите провладини во момент. Дали имате, бидејќи се извинивте за неучеството на дебатите, јас стварно го ценам тоа и верувам дека вие сте еден од тие кои што можеби и дискутирале во ВМРО ДПМН да се промени таа одлука, ова искрено го кажам. Дека сметате дека било лошо владиното рекламирање, кое што беше селективно. Некои телевизии добиваа реклами, некои телевизии не добиваа реклами. И третото прашање кое што јас сега го имам е што мислите кои се во позадина финансиските ресурси кои што сега превзедоа 5, 6, 7, веќе не знам колку медиуми. И дали дел од Балканите пари кои што чувме дека во бомбите се генерирале, ако ништо друго во куферите на Груевски, дали дел од тие пари се насочени кон нивно финансирање? Повторно идете со спинови, ја повторно отидов со директни работи кои што ги посочив. Не посочивте, вие кажавте ваша измислена приказна како онаа со Албанија. Прво, не е измислена таа приказна, има своја потврда. 4 прашања, немаме веќе време. Ајде, многу кратко. Да. Прво, во однос на медиумите, сметам дека медиумите треба да добијат соодветна поддршка од буџетот, не од владата, од буџетот. Мислите на печатените, предпоставувам. Печатените, а да видиме дали има простори за останатите заради состојбата во која што се. Тоа е прво. Второ, во однос на собствеништвото на медиуми, мислам дека е најдобро да опрашате Вице Заев дали е собственик на една национална кабелска телевизија во оваа држава и да видиме дали камиониве кои што возат во Рек Битола, паралелно зградава која што се гради за 40 квадрати стан, дали оттаму предпоставувам влегуваат кај Вице Заев пари за да се финансираат таму и таму. Кога ги пласиравте тие, како велите вие, спинови, јас ги велам лаги, дали на таа пресконференција, на сите тие пресконференции беа поканети медиумите да поставуваат прашања? Јас колку што знам, да. Сите медиуми беа поканети? Да. Добро. Се надевам дека по 11 дена нема да се извините за ова. Јас знам дека ВМРО ДПМН, односно Центарот за комуникација, ги кани сите медиуми да учествуваат на пресконференциите и јас сум за пресконференции. Да бидам малку сум предпазлива, кога ќе ги чујам овие позитивни пораки дека медиумите треба да работат вака, така, онака, ги поздравувам. Малку сум предпазлива кога го гледам истото однесување. Практично вашиот председател на ВМРО ДПМН не се појавува на пресконференција дури и кога тврди дека има бомби, туку си снима видео и си го става на Фејсбук. Самиот факт што ние гостуваме и на дебати и поединечно сме благодарни на поканите. Неселективно на сите медиуми многу говори за однесувањето наше во овој момент. Затоа ме чуди кога на изјави кога ги дава председателот на партијата, не ги вика новинарите. Мислам дека имате погрешна информација. А дали ќе се извините ако информацијата е точна? Секако не е јас, туку Центарот за комуникација. Зашто вие ми тврдите дека е точно? Јас знам дека Центарот за комуникација ги кани сите новинари. Дали ќе се извините дека ја дезинформирате сега јавност? Апсолутно да. Министерке, многу реакции во јавноста по ангажирањето на Джезир Шакири за советник на премиерот Заев за прашање поврзани со безбедноста. Тој сепак е негов соработник, но прашањето за вас ми е, вие сте прв човек на ресор поврзан со безбедност, како што и ресорот на внатрешни работи. Колку ваков лик со минато што го знаеме може сега во случај да се најдете на иста маса да ве убеди дека работи за интересите на државата? Советникот кој што го спомнавте не е советник за одбрана. За безбедностни прашања. Со другачија е формулацијата и тоа е лоцирано на еден регион, така што не очекувам, барем до сега не сме имале, премиерот има советници за одбрана и советници за безбедност кои што имаат долгогодишно искуство во оваа област. ВМРО ДПМН бара договорот да се раскине. Па мислам дека ова е еден од најголемите безбедносен сертификат. Мислам дека ова е еден од најголемите скандали кои што не може да има, мислам дека овој тип на советници не добиваат безбедносни сертификати. Небитно дали треба доби или не. Мислам дека ова еден од поголемите скандали кои што го има оваа влада. Од причина што човекот беше доволно искрен да си ја каже причината зашто е ангажирана, тоа е за да го ослободи Танучевци, кое што до вчера било окупирано, затоа што ако денес треба да го ослободи, значи до вчера било окупирано, што значи дека премиерот на владата Заев прави исти дилови како што еден друг премиер на влада од СДСМ правеше дилови кога претходно беа на власт, тогаш се викаше Агим Красничи, сега се вика командант Ходжа, небитно, но факт е дека се прават дилови на штета на граѓаните, кои што значат дека не се контролира целосно територијата на Република Македонија. Тоа е прво. И второ, мислам дека е навреда, пред се за албанците во Република Македонија, да вакви луѓе со вакво несоодветно образование стануваат
советници на премиерот, а да не можат образовани луѓе кои што навистина имаат што да дадат во државата, да добијат таква привилегија, затоа што да бидете советник на премиерот е прво привилегија која што значи вака и сериозна биографија, односно сериозно CV. По однос на минатото на Хоџа, кажано е, го знаат сите, нема што да дополнително дискутирам. Она што мене најмногу ме загрижува дека и тој и Љубе Бошковски се на црната листа на Соединетите американски држави. Сметам дека на оваа држава, како што и порано кажав, партнери се Брисел, Лондон и Вашингтон, и мислам дека ако тие ни се партнери, не треба да ги навредуваме на овој начин на кој што постапил премиерот. И тука предпоставувам дека, односно не предпоставувам, тоа се работи кои што се јасни, дека се обидува да си задоволи и одредени партиски потреби, затоа што, ако ги погледнете избирачките места каде што овај ослободителов до вчера бил окупатор, ќе ви станат многу работи јасни околу природата на ангажманот. Свесен сум дека многу луѓе во СДСМ не се согласуваат со ова, тоа и дел го говорат по социјални мрежи, дел и приватно го говорат, и се надевам дека премиерот час поскоро ќе ја промени оваа одлука, затоа што ако не ја промени оваа одлука, ќе воспостави пракса која што ќе значи една лоша иднина на државата, затоа што по таа логика, убаво кажа еден аналитичар албанец во јавноста, дај да ги поканиме најголемиве криминалци во државава да бидат советници за борба против криминал, ако е таа логиката на ангажирање на советници. Само два куси коментара. Прво, апропо црната листа, нашата ориентација, јас мислам дека е и ориентацијата на ВМРО ДПМНЕ, не е спорна. Ќе ве подсетам дека првиот коалиционен партнер според ваш избор на владата на ВМРО ДПМНЕ беше на истата црна листа. Тоа не ве спречи да ја градите својата најпосакувана коалиција. Од 2006 до 2008, тој исто така и денеска е на црната листа. И второ, никој не ги демантираше тезите дека вашата влада се јавувала на истиот човек за асистенција во периодот на демаркација на границата. Кредибилитетот на тој човек не е рамен на минус тоа. Еве јас се кажам. Ако е кредибилитетот таков, тогаш зошто немаше реакција и зошто сте му телефонирали? Значи, нити јас сум му телефонирал. Зошто министер за надворешни работи му барал асистенција во таква ситуација? Нити сум му ја телефонирал, нити било кој од ВМРО ДПМНЕ му телефонирал. Таков човек може што сака да каже во јавност и тоа за него не е проблем, затоа што тој му е кредибилитетот, тоа му е нивото и така натака. Проблем е кога премиерот ќе го ангажира да му биде советник. И јас сум свесен дека за ваквите грешки премиерот си има и внатрешна критика кај вас и се надевам дека ден поскоро ќе ги поправи затоа што се лоша пракса. Добро е што не е ангажиран во друга институција, но е лошо што е ангажиран да му е советник на премиерот. Не дај Боже да беше, например, не знам, во УБК, во Бојаба, во војно разузнавање и така натака. Така што не можете да ги споредувате. Не ги споредувам, само кажувам дека луѓе кои што злоупотребија приватност и власт прво ќе видиме дали е така, години, а второ има огромна разлика со човек кој што сите го видовме како ја почна војната во 2001 година, а овие од ДБК ја бранеа државата во 2001 година, така што тоа е една огромна разлика. Коалиционен партнер сте имале кој учествувал во 2001 и ние сме. И вие имате. Не, јас го кажувам. Ама сега, затоа тој аргумент мислам дека е помеѓу нас и вас е дека не ги израмнуваме. Јас не ги израмнувам, јас сакам само уште едно нешто да кажам. Оваа ваша влада ги ослободи убицивен од Сопот и од Монструм. Ваша влада ги ослободи под политички притисок, тие се надвор, а имаме во притвор луѓе за далеку неосновано полесни дела. Значи, јас само ќе ви кажам, ќе ве потсетам, вие гласавте за законот за амнестија за законот за амнестија со Монструм нема ништо. Законот за амнестија со убиство на 5 деца нема ништо. Тие се бранат од слобода во моментов. Значи, тие се бранат од слобода. Ама се бранат од слобода, не се во притвор, прво и второ им падна пресудата, да ја подсетам, затоа што обвинителството... Може би намерно сте правеле грешки во постапката. Вие знаете дека за тој случај се зборуваше, дека се мешани високи... Не е точно. Овој случај беше причина поради која што 70 дена луѓе протестираа. Си е напишано во Тиранската платформа дека ќе има ревизија на случаи, наброени се, еден е овој случај. Во оваа држава никој нема верба дека одговорноста за многу од овие случаи завршува со тие кои што се на суд
Допрва треба да видиме кој стоел во позадина. Допрва треба да чуеме како први луѓе од бившата власт Ние гледаме како биле... ослободувате под политички договор. Кои биле линковите? Бајруш како беше ослободен, Агим Касничи како беше вие ослободен. За Бајруш ке зборувате? Ова е стварно кратко паметење имате. Затоа што нашата влада реализираше акција која што беше уапсена, вие се го ослободувате. Станислава Чочоровска беше ослободена. Еден тон криминалци ги ослободите со законот за амнестија кој што го изгласавте во собрание. Од кој што околу 30% ги имаат повторено делата и се вратени се во затвор. Злочин против човештвото. Ве прашувам дали го гласавте. Не, јас ве прашав. Вие избегавте од темата. Значи ова е многу интересно. ВМРО ДПМН огледало партија. А чуе прашање и неќе да го одговори, поставува прашање и после те обвинува за истото што го направи. За Ходжа и за Монструм. Не, јас ве прашувам дали и прва година дали имало закон за амнестија или не. Јас ве прашувам не е за 2001. Јас ве прашувам дали донесовте закон со кој оние кои што ќе можеа да бидат повикани во Хаг за злосторства против човештвото. За кои закон. Како не донесовте за амнестија? Јас бев пратеник и вие бевте пратеник, имаше автентично толкување. За кое што гласаше собранието и како гласавте вие, господине Николовски? Како гласавте вие? Кое што автентично толкување? Николовски, како гласавте вие? Јас гласав како и остатокот од мнозинството. Како? За. Значи, благодарам, после 15 минути убедување го кажавте тоа што цела македонска јавност го знае, вие гласавте за амнестија на овие случаи. Не е точно. Вие се обидувате да покривате работи кои што не се покриваат. Убиство на 5 деца. Убиство на 5 деца со амнестија после војна. Прашањето е зошто вашите луѓе во Министерството за внатрешни, меѓу другото, прислушкуваа опозиција, а не спречуваа вакви злосторства. Значи, да не заборавиме, првиот легитимитет, еве да име директно, на ДУИ во оваа држава го даде СДСМ во влада во која што вие бевте подпредседател. Прва коалиција помеѓу македонска политичка партија и ДУИ се случи во 2001 година, познатата коалиција на Рози и Пиштоли. Тоа е коалицијата која што ги легитимираше ДУИ. Сега вие одите чекор напред и земате осведочени криминалци и убици да ви бидат дел од советничкиот тим на премиерот и ослободувате луѓе кои што се убици на деца. Значи, па вие правите. Значи, вие сте навикнати дека судството функционира кога Груевски или неговиот нов Груевски... Вие до утре можете да зборувате и за Груевски и за минатото. Фактите се за денес и ние зборуваме за денес. Денес цела македонска јавност гледа дека премиерот ги лажел родителите на убиените деца од Монструм дека има разговори поврзани кои што можат да им помогнат, а сега вели дека биле за земјоделски субвенции. Тука некој елут нема друг збор, затоа што овдека не, за премиерот зборувам, затоа што флагрантно ги лаже луѓето и им вели дека имал разговори, а после вели дека имал разговори за субвенции. Точно ли е тоа дека претседателот поранеше на собранието имал контакти со некој од овие луѓе? Тие си го прашате претседателот на собранието дали имал, и сега и вие во таква ситуација кога не сте сигурни, вие други обвинувате. Тоа се шпекулации од најжолта штампа, а ова е изјава на премиерот на пресконференција кај што вели разговорот е за земјоделски субвенции. Ќе ви дадам еден предлог, ќе се вратиме скрос на почетокот. Јас ви предлагам, заедно СДСМ и ВМРО ДПМН, да го продолжат мандатот на специјалното јавно обвинителство, кое што ги има во посеците овие снимки. На специјалното јавно обвинителство. И да се продолжат овие истраги и јавноста еднаш за секогаш да престане да се сомнева во институциите на својата држава. Оти секоја пресуда во Македонија е под знак на прашање кој на кого му се јавувал, од што била предизвикана. И бомбите за жал ни ги потврдија најтемните сомневања. Значи, ние предходно вака сме зборувале, мислиме, слушаме. Све ни потврдија. Ни потврдија дека секој судија што сега го критикувате, излегол од тефтерчето на Гордана. Сега, во овој момент, вие, дури да е така како што велите, благодарам што потврдивте. Реков дури да е така како што велите, сега од тоа дури да е така, вие сте 100 пати полоши. И тоа го гледат граѓаните. Ве молам, и времето истече. Последно прашање најкусо. Министерке, ќе има ли реконструкција во мај конечно и зошто ще се чека? Во тек се коалициони разговори, се додека не се завршат тие, ние имаме влада која што функционира и министерства кои што функционираат и влада која што успеа за 10 месеци да добие извештај како што предходно не сме можеле да добиеме во 11 години. Мислам дека е реконструкцијата важна работа, мислам дека работата е многу поважна. Последно прашање, најавивте во мај голем антивладин или народен митинг, протест. Точно. Кога и каде?
Се уште немаме, дефинитивно ќе е во Скопје, се уште немаме точен датум, има неколку верски празници кои што се обидуваме да не се поклопат со тој антивладин протест. Практично тоа ќе е и на некој начин наша позиција и наш став по однос на една година работа на владата, затоа што беше избрана на 1 јуни, така што ќе имаме еден силен антивладин протест на кој што ќе кажеме нашите позиции, но и визија каде мислиме дека партијата треба да се движи во следниот период. Александар Николовски, Радмила Шекеринска, и благодарам што бевте гости во јавниот сервис. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на Акцент. Благодарам за вниманието. Останете со МТВ и гледајте Евровизија. До видување.